Седни си тука најво. Благодарам. Штувана колешке, ароганцијата и дрскоста никогаш никого не му донеле нешто просперитетно. Ароганцијата и дрскоста и на времето. Ке ве молам, колеги, да не дофрлате. Ке си има шанса Санела, ке одговори, така да... Без дофрлање. Повелете. Вратете го времето. Колешке Санела, ароганцијата и дрскоста никогаш и никому не му донеле просперитет, почитување и желба за некој да ви слуша. Кога на целокупната ароганција и дрскост ќе ги додадеме и демагогијата која што ја зборевме, препоставувам дека добиваме идеален прототип на неосоцијал-демократ. Престанете да кажувате дека граѓаните живеат добро. Престанете да им кажувате дека имаат пари. Не, немаат пари. 18.000 денари плата е 3 резервари гориво. Човековиот труд 40 часа неделно чини 18.000. И тоа не е за фалење, туку напротив е за дебатирање како да се подобри. Почитувана колешки, во месец јануари имаме 6,7% инфлација, а платата покачувате за 5%. Во старт и со таа минимална плата граѓаните ќе живеат полошо неголи лани истиот период. И примете ја пораката на вистина од граѓаните и променете се, бидејќи оваа влада, неспособни ве што ги изгласавте, и се и мои министри, овој хаос во економијата не се враќа за еден ден или за еден мандат. Многу време ќе помине. Јас очекував, кога кажавте дека сте биле во Министерството за транспорт и врски, очекував да го критикувате законот, односно за труд и социјална политика. Очекував да го критикувате законот. Очекував да се запрашате ако денес, во февруари, имало двајца работници, пример, во една фирма. Едниот земал 15.000 минимална плата, другиот земал 18.500, бидејќи работодавецот одлучил дека тој има посложена работа. Сега, овој од 15.000 ќе оди на 18, а овој 18.500 останува. Зошто? Затоа што немаме доволна ликвидност и нема да имаме скареsto покачување на платите. И дали тоа вреди да се дебатира? Па во оваа држава нема само луѓе што земаат минимална плата. Ние како собрание мораме да мислиме за сите и добро да ги правиме тие дилеми да ги поставиме на маса. Дали имате направено испитување во законот колку фирми пријавиле минимум профит и со покачување минималната плата можеби ќе пропаднат. Можеби ќе даваат пари на црно. Дали нив треба повеќе да им помогнеме за да ги зачуваат вработените и повторно да зимат 18.000 денари плата? Тоа не заслужува дискусија? Дали заслужува дискусија да направите една комисија во која што ќе следите колку фирми следниот период вработените ќе ги стават на пола работно време? Така што, колешке, ароганцијата во СДСМ. Тука сме колеги и треба да се почитуваме со взаемна почит, да дискутираме, бидејќи граѓаните верувајте дека и тоа како не следат, особено на вакви суптилни теми. Благодарам и за менето, подпредседател. Благодарам.